цените во маркетите повисоки, кириите поголеми, трошоците за гориво повисоки. Се уште го чувствуваме ова и покрај тоа што инфлацијата се намалува. Од друга страна, многу компании објавија високи профити. И сега се поставува прашањето, дали станува збор за инфлација или за некоја друга појава. Кога трошоците се зголемуваат, компаниите ги зголемуваат цените со цел да го одржат профитот и тоа е нормално и така функционира економијата. Но проблемот е, трошоците се намалија, а цените се уште останаа високи. Исто така, можевме да прочитаме многумина директори на големи компании како зборуваат за price powering, односно дека ќе ги држат цените толку високо колку што пазарот може да абсорбира. И така почна да се зборува за феноменот гридфлација, односно цените се повисоки, не поради повисоките трошоци, туку поради тоа што компаниите едноставно искористиле ситуацијата да ги зголемат своите заработки. Сепак, во економијата не е се така црно и бело, сликата е поширока од колку што вака на прв поглед изгледа. Некои трошоци навистина е тешко да се намалат. Например, платите од кога еднаш ќе се зголемат, тешко може да се намалат следната година. Многу договори за набавки се веќе направени, тие цени важат и за наредните години. Во меѓувреме каматните стапки се зголемија, па трошоците на компаниите за исплата на долговите се уште високи и мора тоа да го инкорпорираат во цените. Значи, факт е дека некои трошоци не можат да се намалат. Но, од друга страна, компаниите ги успеваат се уште да ги држат цените високо, онолку и доколку купувачите тоа го дозволуваат. Доколку тие се прифаќаат да плаќаат по повисоки цени, тие повисоки цени ќе станат нова реалност. И затоа прашањето за гридфлацијата е едноставно. Дали се зголемени цените поради повисоките трошоци или поради тоа што компаниите успеале да наплатат по повисоки цени?